Здраво дечки, јас сум CryptoStef и добредојавте во ова видео во кое ќе збориме за Futures Contract. Futures Contract или договор за спогодба во иднина, најдобро би што би го пишало, што би го превел на македонски, ви еден од начините каде што можете користите финансиски инструменти, каде што инвеститорите може да користат и нормално и луѓето што држат одредена акција, стока или комодитет, да може да се заштитат од падот и волатилноста на цената, каде што договорот мора да се спогоди на одредена дата. Зошто се користи, како што кажав, инвеститорите, шпекулаторите можат да шпекулираат на цената, а нормално и луѓето што се, да речеме, фармери, произведувачи на злато, на разни стоки и акции, сакат да направат некаков хедж или да го минимализираат ризикот при голема волатилност и затоа идат на маркетот за вакви futures contract. Значи, имате два вида на futures contract, каде што перпетуални вие не можете да го држите колку сакате период и нормално плаќате за тоа фандинг. Имате договори за војнина нормално со дата, каде што има неделни, има квартални, има годишни итн, каде што и плаќате одреден премиум за да го користите тој инструмент. Тој премиум, значи цело време се држува се додека одредена дата не се затвори и тогаш договорот е завршен и започнува нов договор. Значи, како што кажав, тоа ви е многу добар начин ако имате голем капитал и не сте сигурни дали цената ќе паѓа или ќе расте и можете да користите long или short exposure, каде што long ви е начин да се обложите дека цената ќе се скокне, а short ви е начин каде што цената може да падне. И е многу добро за луѓето што се фармери, што едноставно сакаат да се заштитат од високата волатилност и да имаат сигурна цена. Затоа е направено и мислам дека првиот futures contract бил во Јапонија за користење на ориз и таму за шпекулирање на ориз цената и од таму и доаѓаат и јапонските свеќи од моето истражување. И тука имате, значи, цело објаснување на Investopedia, каде што можете да видите се за futures contract. Значи, тоа и нормално имате во криптомаркетот два вида, значи перпетуални, каде што ви кажав, не зависи цената, немате никаков тайм фрейм кога треба да се затвори договорот, и другиот е каде што имате одредена дата каде што мора да се затвори договорот и како колатерал можете да користите USDT како stablecoin или BUSD на Binance, или колатерал може да го користите Bitcoin, Ethereum итн. Или истата стока што вие сакате да ја тргувате. И нормално да ви биде исплатено во таа стока ако победите или ако изгубите. И тоа е се што сакам да кажам. Мислам дека видео беше доста добро, ќе оставам линк за Futures Contract на Investopedia ако сакате да дознаете повеќе. Поздрав!